Добиваме поплаки од граѓаните за непочитување на овие цени. Исто така, значи, добиваме поплаки од граѓаните за непочитување на тоа една цена да биде на рафт, друга цена на сметка кога ќе оди на каса. И некои граѓани реагираат, некои не. Знаете, нашите граѓани уште ајде сега за ќе застанам, ќе се бунам, за фактички треба одма да реагираат граѓаните кај менаџерот на продавницата, и ако не може со него да го решат проблемот, тогаш да се обратат или кај нас, или најдобро да се обратат во државен пазарен инспекторат, пошто тие се надлежни за решавање на овие проблеми. Така. За каков тип на храна досега беа поплаките? Па најчесто за производи со изминат рок, со непотполна декларација, значи нашле производ кај што нема упатство за составот, детални информации на читлив разбирис на македонски јазик. Исто така добиваме поплаки за непочитување на гаранција и гарантен лист. Значи во гарантен рок, кога не се почитува рокот од 30 дена да се поправи производот, да се замени производот, исто во рок од 15 дена ако не им се свиѓа производот, ако му е доставен онлайн, дека имаат право да го заменат. Исто така добиваме поплаки преку овие брзи пошти, каде што не им даваат можност на граѓаните да го проверат производот. Значи, законски ти дури не го провериш производот, не си должен да го земиш, затоа што се потпишуваш дека си го проверил, дека си го добил во исправна состојба. Пример, ако се работи за технички производ, мобилен телефон, телевизор или нешто слично и го оштетен, а ти си се потпишал дека си го проверил, тогаш немаш основа да се жалиш. Значи, затоа апелираме стално преку достава со пошта, граѓаните да ги проверат производите, да не ги примаат без да ги проверат. Затоа што после немаат основа да се жалат. Значи, исто да ги чуваат сметките, гаранцијата, гарантниот лист, ако го однесат производот на сервис, да се завери во гарантниот лист, заради тоа што после третата поправка им следува нов производ. И ако не му е заведен во гарантниот лист, немаат основа да бараат замена нов производ. Да, а како е во однос на цените, висината на цените? Се почитува ли тоа околу замрзнување на цената? Не сум надлежен да одговорам на ова прашање, заради тоа што пазарна инспекција е надлежна нова. Значи, кај нас се јават граѓани со поплаки, а ние нивните барања ги последуваме до пазарна инспекција. Имаше такви поплаки во однос на цените кои што не се смалени? Да, сме добиле телефонски поплаки. Што велат граѓаните? Цената иста како претходно? Цената иста како претходно, се жалат за некои производи дека трговците не ги чуваат ако не им одговара цената, ако им е прениска. Едноставно дека нема таков производ. И тоа е исто проблем. Трговците ако немаат економски профит да го продаваат производот, нема да го чуваат и на крај пак граѓаните ќе се соочат со недостаток на производи. Пак значи ќе се одрази на товар на потрошувачите.